Почитувани колеги, после вчерашниот долг и напорен ден, денес продолжуваме, но и денес без чувство на сериозност, односно сериозен пристап кон работата во ова собрание. Закажани не беа две комисии, како што сите знаете, со многу точки на дневен ред, а згора на се, ни повеќе ни помалку, имаме 6 пленарни седници. И јас ќе ве молам да ми објасните каде е овде ефикасноста во работата, каде е нашата ефективност, продуктивност. Од вчера не стигнавме ни здив да земеме, а не детално да се посветиме на амандманите, на подобрувањето на овој закон, кој сите сме согласни дека е исклучителен важен, а фактот дека е така го потврдуваат и голем број на граѓански здруженија, асоциации, кои исто така се согласуваат дека треба и мора да има подобрување на ова законско решение. Но, како владеачко мнозинство, веројатно не ви оди во прилог транспарентноста кон јавноста, затоа, како што веќе сите наведовме, ја изигнориравте онаа јавна расправа, за која што сите се согласивме и сите изгласавме. Што се однесува и до овој амандман, жалам што не се прифати како и останатите, а се што бараме со нашите амандмани интерес заштита на природата, заштита на животната средина и заштита на самите нас како единки дел од оваа животна средина. Но исто така сакаме и да се доуреди ова законско решение, кое веќе рековме дека е многу важно, но е недоуредено, а ние поинаку и не би можеле, освен со амандманска реакција. Но кога се брза, кога насила се турка нешто, не само што се греши, тука треба да гледаме тие грешки и да ги исправиме, а како поинаку ако не амандмански. Секој еден амандман кој помина, вклучувајќи го и овој, но и оние што следуваат, се одлични, верувајте. Добро осмислени и јас не гледам причина зашто заменик министерот ги одбива, а колегите од владеачкото мнозинство ја подржуваат неговата одлука. Иако верувам и знам дека и дел од нив ќе се согласат дека нашите амандмани треба да се вклучат кон ова законско решение, но од причини познати на нив не го прават тоа. Да се потсетиме на што се однесуваше амандманот, кој итно мораше да се поднесе во недела, се однесува на членот 31, каде по ставот се додаваат 4 нови членови, односно по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи: органот на државната управа, надлежен за работите од областа на минералните суровини, по службена должност бара согласност од органите на државната управа, надлежни за работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, земјоделството, како и од другите органи на државната управа, надлежни за работите од соодветната област и од единицата, односно единиците на локалната самоуправа, на чија територија е поднесено барање за доделување на концесија за експлоатација. Одлуката за согласност во единицата, односно единиците на локалната самоуправа ја носи Советот на општината. Единицата, односно единиците за локална самоуправа, на чија територија е поднесено барање за доделување на концесија за експлоатација, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и засегнатата јавност, со присуство на стручни лица и представници од институциите, со рок за достава на мислења и забелешки од најмалку 30 дена, и се должни овие мислења да ги земат предвид при носење на одлуката. Овде има менување на ставовите 7, 8 и 9, кои стануваат ставови 8, 9 и 10, и ставот 4, кој станува 6, се менува и гласи: значи, во ставот 10 зборовите е должен во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето за добивање концесија од ставот 1 на овој член, се заменуваат со зборовите по добиените согласности е должен. Исто така ставовите 11 и 12 стануваат ставови 12 и 13.
Краткото образложение ни кажува се дека овој амандман се предлага со цел концесијата за експлоатација на минерални суровини за потребите за изградба на државни и општински патишта да подлежи на иста постапка за добивање на согласности од разни органи на државната управа. Согласност од единицата, односно единиците за локалната самоуправа, на чија територија е поднесено барањето за доделување концесија за експлоатација, јавна расправа, мислење од локалното население и по добиените согласности се доставува предлог одлука за доделување на концесија за експлоатација. Значи, со овој амандман бараме да се обезбеди голема транспарентност во постапките за добивање концесии за експлоатација на минералните суровини, особено за локалните жители. Исто така да се почитуваат еколошките параметри во ископување на песок и чакал од реките, езерата и сите водотоци. Но исто така и со сите амандмани бараме и подобро регулирање на хидројаловиштата како едни од најопасните места во рударските комплекси. За да не продолжи трендот и искористувањето на овие природни ресурси и биде само бизнис дејност, што е сосема спротивно на Законот за води и европските регулативи, ве замолувам уште еднаш да размислите каде води ова одбивање на амандмани. Каде води сето ова брзање со закони, каде оди вашата некооперативност со опозицијата. Сигурно не на патот кон Европската унија. Благодарам.